Здраво, јас сум Марија и сега ќе изборувам за приказната Змејот на татко ми. Рут Стайлс Ганет. Има само еден главен лик, а тоа е Елмер Елватор. Тоа е татко му на писателот како дете. Писателот раскажува, само што татко му е главен лик. Елмер Елватор ќе оди на еден остров каде што ќе сака да ослободи едно бебе змеј, затоа што животните го држат заробено. Ќе сретне една мачка што ќе му кажа дека на некој остров некои животни држат заробено бебе змеј. Да, но тие не се главни, затоа што се спомнуваат во само една глава и тоа толку. Сакам да кажам како ликови што зборуваат. Инаку Елмер Елватор го имам во секоја глава и затоа е главен лик. Никој животните го држат заробено. Сега тоа е едно нешто што мачката му го раскажуваше на момчето, ама јас не ќам да го кажувам тоа, инаку сосема ќе ви откриам книгата. Не, многу е убав. Најмногу ми се допадна што Елмер Елватор беше многу храбар и добар и многу снаодлив и паметен. Си зема во една торба еден куп нешта и со сите тие нешта знаеше многу лесно да се снајде од сите опасности што го снајдоа на островот. Да, многу убави, сакате да ви покажам? Би го препорачала оваа книга на секој што сака авантури и освен што знам дека машките што им е задоволство да читаат, многу би сакале да ја прочитаат, затоа што машките многу сакаат змејови, плюс нема девојчиња во оваа книга, освен мајка му што само еднаш се спомнува. Ама би ја препорачала и на девојчињата што сакаат да читаат, затоа што многу е интересна и исто така на сите што обожаваат авантури. Не знам баш како да кажам. Некои се делумно добри, но некои се лоши, ама сите се делумно лоши, затоа што го држат заробено бебето и че не им е жал. Кај знам јас тоа, мислам
помни едното ни другото. Тука не блуеше, може би блуе, ама не знам. Поглавје 1. Татко ми ја запознава мачката. Еден студен дождлив ден, кога татко ми бил дете, на неговата уличка запознал стара улична мачка. Мачката целата била накисната и измачена. Па татко ми рекол: "Би сакала ли да те земам кај мене дома?" Ова изненадило мачката. До тогаш немала запознаено никого кому биле важни старите улични мачки. Но му рекла: "Би ми представувала огромно задоволство ако би можела да седнем крај топла печка и може би да се напијам едно чиниче млеко." "Имаме фина печка покрај ќе можеш да седнеш," рекол татко ми. "Ај сигурен сум дека мајка ми ќе може да одвои едно чиниче млеко." Татко ми и мачката станале многу добри пријатели, но мајката на татко ми била вознемирена. Таа мразела мачки, а посебно грди и стари улични мачки. "Елмер Елватор," му рекла на татко ми, "се лажеш ако мислиш дека ќе дадам чиниче млеко на мачкана. Ако почнеш да храниш напуштени улични мачки, очекувај дека ќе треба да ги храниш сите улични животни во градот, а јас немам намера да го правам тоа." Тоа многу го растажило татко ми и тој и се извинил на мачката што мајка му била толку непристојна. И кажал на мачката сепак да остане и дека тој ќе најде начин секој ден да ја носи чиниче млеко. Цели 3 недели татко ми ја хранел мачката. Но еден ден мајка му го нашла чиничето од мачката на таванот и многу се разлутила. Го исплескала татко ми, а мачката ја сфрлила надвор. Но подоцна татко ми се извлекол од дома и ја нашол мачката. Заедно отишле на прошетка во паркот и се обиделе да разговараат за убави работи. Татко ми рекол: "Кога ќе пораснам, ќе имам авион. Зар не би било прекрасно да можеш да одлеташ секаде и каде што ќе посакаш?" "Многу ли би сакал да леташ?" прашала мачката. "Секако, кога би можел да летам, би можел да сторам се." "Па," рекла мачката, "ако навистина толку многу сакаш да леташ, мислам дека знам еден начин како би можел да леташ додека се уште си само момче. Сакаш да кажеш дека знаеш како би можел да најдам авион?" "Па не баш авион, туку нешто многу подобро. Како што гледаш, сега сум стара мачка, но кога бев помлада многу патував. Патувањата за мене сега се само минато. Но минатото лето отпатував за последен пат и заминав со брод на островот Мандарина, застанувајќи по пат во пристаништето Брусница. Но случајно го пропуштив бродот и додека го чекав следниот, решив малку да разгледам наоколу. Посебно ме заинтересира едно место наречено Див остров, што го одминавме на патот до Мандарина. Дивиот остров и Мандарина се поврзани со една огромна низа камења. Но луѓето никогаш не одат на Дивиот остров, зашто таму главно има џунгла и живеат само многу диви животни. Па решив да преминам преку камењата и да го истражам малку. Островот беше многу интересен, но таму видов нешто од што ме дојде да заплачам. Ако ви беше интересен почетокот, би ви препорачала да ја читате. А потоа можеби и ќе се инспирирате и сами ќе можете да напишете слична приказна. Чао!